денешниот ден за нас има посебна тежина и символика, бидејќи овој марш е организиран во чест на 150 годишнината од Разловечкото востание, кое што представува еден од темелите на македонската борба за слобода и за достоинствен живот. И како такво, значи, треба да го негуваме споменот на тоа востание и да го пренесуваме нидите генерации. Ние денес не сме тука само да планинариме, туку да одадеме почит на нашето културно наследство, да се поврземе со природата, да се дружиме и да го одбележиме овој голем 150 годишен јубилеј од Разловечкото востание. Значи, јас како планинар и како влюбени во природата и како дел од организацијата на овој настан, сакам да се заблагодарам пред се на Љупчо Чучуковски, кој што е главен организатор и иницијатор на овој денешен настан, кој што заедно во соработка на планинарскиот клуб Голак, во соработка со планинарското друштво Трансвезалец од Скопје, значи го организираат овој настан и се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. За мене лично ова има уште поголемо емотивно значење, бидејќи јас самиот потекнувам од село Разловци и чувствувам искрена гордост што потекнувам од ова историско место. Значи, денес не сме тука само да планинариме, туку да се дружиме, да се поврземе со природата и нека ова биде еден потсетник дека историјата не е само мината, туку може да биде и жива инспирација за иднината. Посакувам успех на овој марш, а кога го спомна поврзувањето, ако не се лажем, и Никола е потекло од село Разловци. Да, и јас сум потекло од село Разловци и тоа е дополнителна мотивација зашто да се приклучиме, да се вклучиме во тој марш, не само од чисто рекреативни побуди и цели, туку дополнително сакаме со овој марш да ја покренеме свесноста и значењето за Разловечкото востание, кое што е прво организирано востание на македонскиот народ против отоманското робство, и тоа се случува во момент, во период, значи негде 1876, 150 години, во момент кога и првите нации во Европа се родени. Значи тоа национално побудување почува да се раѓа и концептот на нација држава во 19 век. Кај нас, нашата може историографија малце го ставила по настрана Разловечкото востание, што сметаме дека е малце неправедно, и затоа сакаме да ја покренеме таа свест за Разловечкото востание, затоа што уште тогаш, значи кога првите преродбеници биле уметнички ја буделе свесноста на нацијата, во Разловци, во Пијанецот, во Малешевијата имало луѓе кои што организирано, значи пак ќе повторам, организирано, Димитар Попѓоргиев Беровски бил школуван официр во неколку воени школи и училишта заедно со Поп Стојан, и тоа највеќе може да се види таа нишка на свесност која што е може денес уште порелевантна од порано на знамето на Разловечкото востание, каде што е напишано Македонија уште во тогаш. И затоа сметаме дека може тука е еден од причините зошто не е на тој пијадестал Разловечкото востание релативната неуспешност поради некои субјективно-објективни причини не се случила. Малце порано е кренато востанието затоа што сметале на советувањето во Калаџорџево дека се пробиени кога Алиман влегол во Разловци, и вториот клучен момент по мене за таа релативна неуспешност е ранувањето на водачот, на Димитар Попѓоргиев Беровски, кога отишле преку Митрашинци, таму имале судир со турскиот аскер и тој е тешко ранет. И тие се едни од двете причини зошто Разловечкото востание е релативно неуспешно, а детално организирано. Тоа понатаму ќе се види успехот, тоа ќе го покаже и докаже Кресненското востание, каде што Димитар Попѓоргиев Беровски истиот главен организатор. Така, инаку за планинарство колку време планинарите или само поради кога има вакви прилики? Не, јас се уклучив од неодамна, како да кажам, активно. Инаку
непрофесионално, мислам ние потекнуваме од таков терен кај што малтене ние живееме во природата и често идеме, тоа ние не го сметаме дека ние некоја професионална обврска, но на такви настани јас лично се вклучувам благодарение на Гоце. Тој почна прв, потоа ме покани мене и почнавме, еве овој ми е втори или трето официјално учество. Вие не ме прашавме колку време сте активни? Па, релативно сме млади во оваа дејност, но доста активни би можел да кажем. Така да, љубеници сме во природата, да сакаме планинарењето. Благодариме многу, се надеваме дека ќе биде еден убав ден со добра дружба и дека се ќе помине во најдобро. Подобри соговорници, здраве ви, благодарам. Ти си од помладите, доста активни во планинарство и во велосипедизам. Колку ќе биде долго оваа патека и нешто за тебе, колку време планинариш? Па оваа патека денески бие околу 17,5 километри, а јас ова на планинарењето уште од мои 5 години, се имам 16, скоро 11 години имам искуство. Сум искачувал највисокиот врв на вулканот Мусала, 2925 метри. И се спремаш и за нешто поголемо? Па да, секако има сега можеби на Триглав и на повисоките планини и така. Со среќа и многу успех. You are today part of one big event. How do you feel? You will walk to the Razlovci. Lately I've been walking in the mountains little less, but I love hiking and yeah, I'm happy to be here and see the mountain. How are you feeling before you walk to the mountain, to the village Razlovci? Great. Where are you from? I'm from Germany. How long do you hang out with Vlad and Lempi? And now I'm visiting for a week, I think. Okay. Thank you very much. Еве да ни се представите и да ни кажете нешто за ова учество на овој значаен планинарски марш по повод 150 години од Разловечкото востание. Добар ден најпрвени и да им честитам на сите овде, овие планинари, дечевци кои ја сакаат природата. Доаѓам од Скопје со сопругата, али живеам во Франција. Така? Зашто сум овде? Па благодарејќи на Љупчо, го гледам човек кој е голем ентузијаста, која сака природа, која знае историјата на овој креп, поготово за селото Разловци. Колку имам чуено, има потекло од селото Разловци. Прво македонско востание кое треба да се спомнува и да не се заборави оти. Овој народ нешто направил во историјата. Така е. И затоа и овдека сум со вас. Оти сакам да сознам малку повеќе. Супер, ви благодарам. Еве тука се и вашите пријатели. Чичко Ѓоко, и ти редовно учествуваш кога можеш. Јас редовно учествувам, ми тоа денеска нема, чујно. За коса, ми тоа нема да пешачам, пошто многото ми повреме, така, но еве дека редовно пешачам и редовно сум со здружение. тука и Чичко Фиданчо знае да се вклучи понекогаш. А јас сум сега прв пат да кажем со Љупче, на маршовите ќе продолжам понатаму и сакам да дам мој придонес во прославата на 150 годишнината од Разловечкото востание. Ви благодарам и многу добро да си поминете. Благодарам.